Ако си на самиот почеток и се уште го немаш одговорено ова прашање, тргни од едноставната формула, а тоа се вика зона на гениалност или гениална зона. Што е тоа гениална зона? Замисли имаш координатна оска, каде што едната страна се наоѓа што е тоа што ти го обожаваш, го правиш, си супер, влегуваш во на флоу, нели со љубов го работиш, дали е програмирање, дали е тоа цртеж, дали е тоа продажба, што и да се бавиш, нели делот на оператива. И втората страна е што е тоа што најчесто луѓето тражат помош или совет од тебе. Што е ова важно? Па на едната страна е во што ти уживаш, а во втората страна е што на луѓето им треба. Ова е многу важно, двете координати. Што ти уживаш и го работиш и си експерт и си топ во тоа и што на луѓето им треба. Едно без друго нема клиент. Едно без друго нема клиент. Ова најчесто луѓето кои што се бават, знаеш, ја имам креативен бизнис, ние цртаме, дизајнираме и мислат дека тоа е креативно нешто. Жити мајка не е сменето ништо 100 години и пред тебе цртале, на хартија пред илјадници години на зид клесале и они тоа го нарекувале во минатото креативност. Значи сега ако црташ или дизајнираш на компјутер, мислиш дека е некоја креативност. Ништо не е научна фантастика, значи само е оперативна деност, без да мислиш дека ти го омаловажувам задачата, значи се е исто, нема креатива, никој ништо не измислил последниве 100 години, сем телефон и интернет, ништо не е измислено друго. Значи, што ми е зборот? Ако го најдеш токму точката преломна, каде што се преклопуваат твојата љубов кон работата, но и на она што им треба на клиентите, колку повеќе се наоѓаш во таа зона, ти повеќе уживаш. Зошто? Затоа што бизнисот ти е фактички како хоби, но и бидејќи на клиентите тоа им треба, бидејќи тоа на луѓето им треба, подготвени се да платат за твојата услуга, значи тогаш има бизнис смисла. Ако тие луѓе не се подготвени, затоа што ти размислуваш што ново да донесам, што е тоа што нема, што да измислам нешто ново, значи штом не знаеш што има нешто ново, тоа значи дека не му треба на пазарот. Следна работа, како се одбира ниша? Тамо каде што има највише конкуренција. Обично луѓето викаат, па за сите не пазарот, па да, затоа што се тамо парите. Па наместо да влезат во галама, тамо кај што се парите, тие викаат, што да смислам нешто ново, што да одберам нешто што нема, зошто како би се издвоиле од пазарот. Па прашањето кое што се поставува, дали всушност е реално дека тоа во моментот на пазарот таа твоја нова идеја не му треба. Значи, каде се гужвата, каде е конкуренцијата, тоа значи дека само тој сегмент се уште не е исцрпен. Во минатото, кога јас почнав со коучинзи и со чуда, буквално кој ќе ме прашаа што едукација идам, НЛП, ме гледаја као, не знам, секташ. Денеска кој стигна стана коуч, кој стигна стана НЛП тренер или не знам што. Но супер, тоа што си коуч и тоа што можеш да му помогнеш секого, а немаш целна група, тоа значи дека не си за никого. Како да те препознае од толкава галама во конкуренција, дека токму ти си најдоброто решение за него. Си заврши НЛП, сакаш да работиш, да, супер, ама за која целна група ти работиш? Точно дека НЛП техниките и коучингот и психотерапија и било што да ја работиш, дека ти можеш да му помогнеш на секој, но како од море толку галама, толку луѓе, некој ќе те препозна да рече, баш со тебе сакам да работам. Замисли твојот потенцијален клиент разговара со 10 луѓе. Сите 10 луѓе од твоја конкуренција му зборуваат едно те исто. Како токму тебе да те одбере, како токму тебе да ти ја даде довербата, за да едноставно нели ти плати. Па и ти си купувач, и ти некаде трошиш пари, само сети се каде ги трошиш парите. Кому, како носиш одлука. Низ истиот стрес, страв, фрустрација поминуваш додека не платиш. Но кому ти ги плаќаш? Кому плаќаш? Плаќаш онаму каде што си сигурен и онаму каде што некој се издвојува во таа индустрија, во тој сегмент каде што тебе ти е потребно.